Наречиси 2 месеца до американските избори, председателските кандидати Доналд Трамп и Камала Харис се подготвуваат за првата дебата. Игор Стефановски од Гласот на Америка го вклучуваме во дневникот. Игор, на што се фокусираат кандидатите? Мартин, кандидатите, двајцата председателски кандидати, Трамп и Харис, периодов се фокусираат на економијата. Трамп покрај економијата води кампања и против Камала Харис, тој вели дека таа не се грижи за американците и за средната класа. Од своја страна, Камала Харис одговара дека стожер во незината кампања е токму подобрувањето на животот на средната класа. Економијата останува главно прашање за кандидатите, бидејќи анкетите покажуваат дека тоа е клучно за американците. Што покажуваат анкетите? Кој моментално од двајцата кандидати има водство? Се очекува тесна председателска изборна трка. Повеќето анкети на јавното мислење на национално ниво покажуваат дека демократката Камала Харис има мало водство пред републиканецот Доналд Трамп. Според последната анкета на CNN, спроведена во последната недела од август, сојузните држави Џорџија и Пенсилванија се клучни. Во Пенсилванија Харис и Трамп имаат изедначена поддршка. Позабележителна разлика има во другите сојузни држави кои се одлучувачки, како Висконсин, каде анкетите покажуваат дека моментално Харис има поддршка од 50%, а Трамп 44%. Во Мичиган анкетата пак покажува дека Харис има поддршка од 48%, а Трамп 43%. Во Аризона пак, според анкетата, Трамп има поддршка од 49%, а Харис 44%. Трамп и Харис периодов ќе се подготвуваат и за нивното прво дебатно соочување, закажано за 10 септември. Дебатата се очекува на американците да им даде појасна слика, барем за тоа кој од кандидатите би го поддржале на изборите на 5 ноември. Мартин? Да, Игор, со нетрпение се очекува првата дебата помеѓу Трамп и Харис. Игор Стефановски, Гласот на Америка од Вашингтон.